Донесов искрени поздрави од граѓаните на нашата држава и од владата на Република Северна Македонија. Денеска донесов и малку сонце од нашето македонско сонце, од југот на Балканот, од Северна Македонија, овде во Романија. Но пред се, во името на нашите граѓани, дозволете да ви се заблагодарам за вчерашната ратификација едногласна на протоколот за пристап на Република Северна Македонија во НАТО, во Домот на пратениците на Романскиот парламент и за сета ваша подршка во процесот на НАТО интеграциите на нашата земја, кој што го давате од независноста на нашата земја до сега. Посебно ми е драго што сме во официјална посета на Букурешт и што посетата се поклопува со една важна фаза во ратификација на протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО од страна на пријателска Романија. Пред 11 години, токму овде во Букурешт, беше пропуштена историската можност за влез на нашата држава во Алијансата. Денес, на темелите на минатото, изградивме иднина. Северна Македонија е на Атлантскиот пат. Пријатели, ви благодариме многу. Благодариме и што Романија, за време на председавањето со Советот на Европската Унија, го одржува фокусот на проширување и ги мотивира заложбите на сите земји членки на Европската Унија да поддржат Република Северна Македонија во европските аспирации. Без задршка, ќе ги пренесам очекувањата на владата и на граѓаните на нашата држава по отворените НАТО перспективи. Во јуни очекуваме да ја потврдиме одлуката за почеток на преговорите со Европската Унија. Европската Унија и НАТО за Република Северна Македонија, како и за регионот, но и за Европа се потребни. Значат стабилност, значат безбедност, значат економија, значат прогрес. На земјите од Западен Балкан, но и на Европа, во која што географски припаѓаме, а и на светот, на кој што му е сето ова и потребно и неопходно, за да може да се развива. Република Северна Македонија е во процес на суштински реформи. Знаеме дека е важна имплементацијата на донесените закони. Знаеме дека треба да испорачаме резултати во клучните реформски области. Затоа секојдневно и посветено работиме на исполнување на овие задачи, водејќи се од европските принципи и вредности. Направивме пресврт во политичката клима во државата. Ја поставивме Република Северна Македонија на јасен демократски пат. Се определивме за изградба на едно општество за сите во државата. Презедовме храбри и внимателни политички чекори со кои ги постигнавме договорите, прво со нашиот сосед Република Бугарија, а потоа и со нашиот сосед Република Грција. Договорот од Преспа, што го реализиравме, денес е пример дека се можни решенија на најчувствителните билатерални политички прашања. Посебно значајно е што со премиерката Данчила се согласивме да ја напредиме економската соработка. Во таа насока зборувавме за можноста за одржување бизнис форум. Интересот на инвеститорите за вложување во нашата земја расте, а како две пријателски земји, кои немаат отворени политички прашања, имаме можност да се посветиме на економијата, она што е во директен интерес на граѓаните на нашите две држави. Тоа ќе го направиме и со договорот меѓу двете влади за соработка во образованието, науката, културата, медиумите, младите и спортот, што е во завршна фаза и денеска очекуваме комплетна ратификација во Собранието на Република Северна Македонија. Тоа ќе се случи токму денеска, некаде после 12 часот. На крајот, сакам да ви се заблагодарам, почитувана премиерке Данчила, на вас, на владата
на државниот врв, за топлиот пречек, да порачам дека во Република Северна Македонија секогаш ќе имате пријател и да ве повикам, одржете ја вашата поддршка која ни е многу потребна, а ние ќе знаеме да го почитуваме тоа и на вашето големо пријателство да вратиме со уште поголемо пријателство. Благодарам.